Зголемувањето на трговијата на големо и мало за 10,6% и јавната потрошувачка од 13,3%. Ова се главните двигатели на економскиот раст во третиот квартал. Премиерот Мицкоски објави дека по консолидирањето на буџетот, економијата тргнала напред и бил остварен раст од 3%. Од економскиот институт Finance Think анализираат дека забрзувањето на активностите е водено од благото забрзување на приватната потрошувачка од 1,9%, но и државните трошења од јули до септември. Увозот и извозот се на нула по 5 последователни квартали или 15 месеци во негатива. Брото инвестициите, извозот и увозот стагнираат во третиот квартал, по падовите кои ги искусија низ целата 2023 и првото полугодие од 2024 година. На производната страна, растот во овој квартал е скоро во целост воден од трговијата, како најголем сектор според номиналниот придонес кон дадената вредност, додека евидентен е падот на вториот по големина сектор, индустријата. Finance Think наведува дека во третиот квартал инфлацијата се намалила на 2,6%. Дополнително биле креирани близу 7.000 нови работни места, при што невработеноста благо се намалила на 12,3%. Забележливо е дека најголем дел од работните места се создадени во земјоделието и индустријата, додека растот на додадената вредност во трговијата не е проследен со нови работни места, бидејќи таму бројот на работници е намален и во однос на претходниот квартал и во однос на истиот квартал од 2023 година. Премиерот Мицкоски е задоволен од постигнатото во услови на сложени економски и геополитички прилики и слаби перформанси во првиот квартал за време на техничката влада. Тој посочи дека остварениот раст е еден од најголемите во Европа и на Балканот. Finance Think е на иста линија со владата која очекува позитивната динамика на економијата да продолжи до крајот на 2024 година и во првите квартали од 2025. Токму предлог буџетот за наредната година ќе се најде на пленарна седница во собранието деновиве. Се очекува жестока дебата за државната каса која тежи 6,5 милиарди евра, а предвидува рекордно ниво на капитални инвестиции од 800 милиони евра, проекти за општините и поддршка на стопанството, повеќе пари за зголемени пензии, плати во здравството и образованието, како и редовно усогласување на платите во администрацијата.